Почитувани гледачи, добар ден и поздрав од салата на средното училиште Пера Наков во Куманово, каде за неколку моменти треба да започне финалето од гимназијадата 2016 година, во кој ќе се сретнат екипите на гимназијата Гоце Делчев од Куманово и од Јосип Броз Тито од Скопје. Очекуваме интересен кошаркарски направа со оглед на тоа дека двете екипи во полуфиналните средби прикажаа одлични игри и заслужено ги мина своите пречки на патот до ова големо финале. Подсетување, во полуфиналето екипата на Јосип Броз Тито го победи училиштето Љупча Сантево од Кочани со 42-36, додека екипата, односно гимназијата Гоце Делчев од Куманово, во полуфиналето славеше победа над училиштето Никола Карев со 59-49. На почетокот на овој напред составите на двете екипи направени за гостинската екипа Јосип Броз Тито. Со број 4 Филип Димитриевски, со број 5 Никола Цветковски, со број 6 Живко Спасов, број 7 Стефан Василевски, број 8 Филип Србиновски, број 9 Предраг Васич, број 10 Филип Георгиевски, број 12 Ѓорѓи Серафимов, број 13 Марко Младеновски, број 14 Филип Стојковиќ и со број 15 Дамјан Робев. Екипата ќе предводи од клубата професорот по физичко образование господинот Поповски, а составот на гимназијата Гоце Делчев од Куманово е следниот. Со број 4 Стефан Круновски, со број 5 Кристијан Петрушевски, број 6 Андреј Антевски, со број 7 Никола Стојковски, број 9 Мартин Ѓорѓевски, број 10 Теодор Соколовски, број 11 Виктор Петрушевски, број 13 Ѓорѓи Ѓоргиевски, број 14 Стефан Јосиповски и со број 15 Јаков Мицич. Судиска двојка на денешниот напревар од Скопје. А сега го следиме првиот напад за екипата на Јосип Броз Тито. Со број 8, тој е прв обид за 3 поени, неуспешен и да видиме топка за Јосип Броз Тито. Со број 8, тој е Филип Србиновски, уште еден обид за 3 поени, а со број 4 биеше непрецизно Филип Димитриевски. Значи судиска двојка на денешниот напревар Николовски и Јовановски од Скопје, делегатот е Јакимовски од Скопје. Напад прв за Куманово. И ова е првиот прекршок. Со број 7 фаулираше Стефан Василевски. Инаку салата на средното училиште Перо Наков овдека во Куманово е речиси исполнета до последното место, значи љубителите на кошарката дојдеа да го проследат овој, да се надеваме, интересен финален напревар. Топка од страна за Куманово, тоа е Соколовски. Одиме далеки има првата тројка, така е. Со број 9 Стефан Јосимовски, еве ги неговите први поени и воодушевување од публиката. Гоце Делчев гимназијата води со 3:0. Трет обид за 3 поени на Јосип Броз Тито, повторно промашување, биеше со број 7 Стефан Василевски. Ѓорѓиевски игра во првиот тим на Куманово, се работи за талентиран и млад кошаркар. Инаку грото на оваа екипа од гимназијата Гоце Делчев се членови на кошаркарскиот клуб Пик Пантер, исто така од Куманово. Сега Ѓорѓиевски има чиста позиција, нема поени и напад на Јосип Броз Тито. Србиновски. Одличен влез на Србиновски, за малку не успеа, немаше среќа во оваа ситуација, а борбен е таму Соколовски, освојува топка и напад за Јосип Броз, односно за Гоце Делчев, се извинувам,
Прекршок е направен врз Јосимовски. Се работи за изворен плеймейкер, млад кошаркар, кој треба да биде иднина на кумановската кошарка. Сега со број 15 фаулиран Јаков Мицич. Во првиот обид не беше успешен. Два пати промашува Мицич и останува 3:0 за гимназијата Гоце Делчев од Куманово против Јосип Броз Тито. Одлична асистенција, меѓутоа успеа да се снајдат во оваа тешка ситуација Филип Ѓоргиевски. Ова се негови први поени. Намалено водство на 3:2. Инаку на клупата на гимназијата Гоце Делчев се професорите по физичко образование до ово училиште, поранешниот кошаркар на Куманово Далибор Димковски, со така и тренер во кошаркарскиот клуб Куманово до пред известно време Мартин Димковиќ. Во меѓувреме видовме еден лош напад на Гоце Делчев и тоа ќе биде топка за Јосип Броз Тито. Димитриевски. Ова е нов обид за 3 поени, во четвртиот обид погодува екипата на Јосип Броз Тито и води сега да видиме дали ќе врати Ѓоргиевски, малку нерезонски шут, нов обид за 3 поени, промашување, напад на Јосип Броз Тито. Сега мислам дека домашниот тим малку брза во нападот, ќе треба да се игра посмирено, да не се многу форсира ударот. Фаулиран е Филип Ѓоргиевски. За сега гледаме рамноправен напревар. Се игра максимално борбено и ангажирано. Двете екипи нормално го посекуваат победничкиот пехар, а кој ќе го понесе на крајот ќе видиме за нешто повеќе од 1 час. Инаку до крајот на првата четвртина остануваат уште 4 минути и 20 секунди. 5:3 води Јосип Броз Тито. Сега мислам дека малку форсира домашниот кошаркар Мартин Ѓорѓевски. Сега нови поени. Врати веднаш на брзина Ѓорѓи Ѓорѓиевски, ова се негови први кошеви. 7:5 води Јосип Броз Тито. Прекршок во напад. Добро го тоа било да судиите. Мартин Ѓорѓевски
Соколовски има чиста позиција, одличен потек на Соколовски и да видиме, тоа ќе биде топка за Јосип Бростито. Нов обид за 3 поени, одново промашување. Ѓорѓевски, изворен потек, убав влез, Ѓорѓи Ѓорѓиевски. Негов четврти поен, меѓутоа веднаш враќаат гостинските кошаркари. Убави поени со број 8 Филип Србиновски. Соколовски. Нема тројка. Биеше Мартин Ѓорѓевски, останува 9-7 за Јосип Бростито. До крајот на првото полуреме, односно на првата четвртина, се извинувам, 1 минута и 40 секунди. Изворено додавање, за малку не успеа да поентира Стефан Василевски, меѓутоа ќе има 2 слободни фрлања. Во досегашниот тек на овој напревар, гостинските кошаркари од Јосип Бростито има промашувања во голем број за ударите за 3 поени, меѓутоа се стекнува впечаток дека играат некако по-добро во поле, играат по-комбинаторно во нападот, меѓутоа и Гоце Делчев игра за сега добро, па да очекуваме до крајот да видиме уште побои потези на двете страни. Топка за Гоце Делчев. Со број 5 Христијан Петрушевски во игра. Изворена асистенција, одличен потек и ова се поени со број 15 Јаков Мицич, први негови кошеви. Десет-9 води Јосип Бростито. Изворена асистенција со број 10, моште расположен за игра Филип Ѓорѓиевски, него четврти поен. Меѓутоа се разигрува во вистински момент и Ѓорѓи Ѓорѓиевски, негов шести поен. Сега тој ја презема целата работа во своји раце. Домашниот тим губи со 12-11, меѓутоа за сега гледаме рамноправен и интересен напревар. Ниту една екипа, барем во досегашниот тек на напреварот, не успе да направи некоја поголема разлика. До крајот на првиот дел 34 секунди. Уште еднаш ќе потсетам за оние што се вклучија подосна во овој напревар, да ја кажем дека гимназијата Гоце Делчев во полуфиналето го победи училиштето Никола Карев со 59-49, додека вториот финалист екипата на гимназијата Јосип Бростито од Скопје во полуфиналето го победи училиштето Љупчо Сантев од Кочани 42-36.
Тоа ќе биде топка за Јосип Бростито. Димитриевски нема поени, нов обид скок, меѓутоа контранапад за Гоце Делчев и нема причина да брза домашниот тим. Нова тројка, овој пат на Ѓорѓи Ѓоргиевски, веќе негов 9-ти поен. Тоа е крај на првата четвртина, 14-12 води гимназијата Гоце Делчев. Еве во финишот успева да стекнат каква таква предност за продолжението на овој напревар. Сега добиваат совети од тренерот Далибор Димковски заедно со неговиот колега Мартин Димковиќ. Првата четвртина може да добие преодна оценка, се играше доста добро и квалитетно со оглед на годините на овие кошаркари. Се работи за средношколци, меѓутоа забележливо е дека кај некои веќе има огромен потенцијал и талент кои треба да представуваат иднина на кошарката не само во своите градови, туку можеби и во Република Македонија. Ќе продолжи втората четвртина, да видиме само топка, тоа ќе биде најверојатно за Гоце Делчев. На позицијата плеймейкер Мартин Ѓорѓевски. Имаше тука прекршок. Фаулиран беше Андреј Антевски. Уфрлување од Петрушевски. Сега малку нервоза на паркетот, нема причина. Се играше максимално фер и коректно во првата четвртина. Не успе да погоди Ѓорѓевски. И тоа ќе биде топка за Јосип Бростито. Србиновски. Изворена асистенција и убави поени. Со број 7 Стефан Василевски. Добра комбинација на Јосип Бростито, добро одиграно во рекетот на противничката екипа. И одлична тројка. Со број 9 Мартин Ѓорѓевски, втора на денешниот напревар, вкупно 6 поени. 17-14 води Гоце Делчев, меѓутоа веднаш враќаат гостинските кошаркари. Со број 15 поентираше Дамјан Робев. Антевски. Лошо додавање. Робев. Имаше тука прекршок. Навреме фаулираше Ѓорѓевски. Некој беше опасен напад. Одличен влез на Филип Димитриевски
имаше прекршок и тоа ќе бидат две слободни офрлања. Измена во гимназијата Гоце Делчев. Излегува Христијан Петрушевски на негово место за прв пат на денешниот напревар, тоа е Виктор Петрушевски. Вкупно 7 поени за Филип Димитриевски. 18-17 води ги Јосип Ростито, извореден влез. 8 поен на Мартин Ѓорѓевски. За сега Мартин Ѓорѓевски и Ѓорѓи Георгиевски се најрасположените кошаркари во гимназијата Гоце Делчев. Обид за 3 поени, изворена тројка со број 7. Стефан Василевски, негов 5 поен. Не успеа да вратат домашните кошаркари. Одличен офанзивен скок на Ѓорѓи Георгиевски. И тоа ќе биде нов напад за гимназијата Гоце Делчев. Антевски, Ѓорѓиевски. Ке игра најверојатно 1-1. Нема тројка, меѓутоа одлично освоена топка, нов напад на Гоце Делчев. Антевски чиста позиција, нема поени и на крајот топка за Гоце Делчев и прекачок. Тактички фаул направи Филип Димитриевски, ја спречи оваа контра до крајот на првото полувреме, 4 минути и 50 на секунди. Јосип Ростито води против Гоце Делчев со 21-19. Нова чиста позиција и нема повторно поени. Контранапад за Јосип Ростито. Ова се поени. Ке важат, мислам, дека домашниот тим не треба да се лути. Ова се регуларни поени. Стефан Василевски, негов 7 кош, ќе има и дополнително слободно фалање. Сега ова највисоко водство за една екипа до сегашниот тек на напреворот Јосип Ростито води со 23-19. Да видиме дали се работи сега за некоја посериозна повреда. Да се надеваме дека секи биде во најдобар ред. Дали се работи за повреда на коленото или пак нешто друго е во прашање. Од довлека од оваа го не можам да забележам. Меѓутоа мислам дека секи биде во ред со гостинскиот кошаркар и ќе може да го продолжи овој напревар. Во домашниот тим во гимназијата Гоце Делчев во досегашниот тек на напреварот Ѓорѓи Ѓоргиевски постигна 9 поени, за сега тој е најефикасен. Веднаш зад него со 8 кошеви Мартин Ѓорѓевски. Овие двајца кошаркари се најекспонирани во домашната екипа. Во гимназијата Јосип Ростито од Скопје двајца кошаркари по 7 поени, и тоа Филип Димитриевски и Стефан Василевски.
И натаму му се окажува лекарска помош на повредениот кошаркар. Ова е малку можност двете екипи да здивнат. Некако во втората четвртина се наметна силно темпо на игра и до сега добро го издржуваат овој напор двете екипи. Најверојатно, бар во овој момент нема да може да го продолжи на преворот Стефан Василевски. Добива заслужени аплаузи од трибините на средното училиште Перо Наков во Куманово. Да се веруваме дека ова младо момче ќе се опорави брзо и ќе се врати на паркетот на овој напревар. Во гимназијата Гоце Дочев за прв пат на денешниот напревар во игра со број 4 Стефан Круневски. И ова е намерна лична грешка, невнимание на Круневски, а одлична реакција беше тоа на Филип Димитриевски. Сега ќе има две слободни фрлања и топка од страна за гостинската екипа. Филип Димитриевски, тој е негов 8ми поен според мојата евиденција. И топка од страна за Јосип Броз Тито. Србиновски. Дали овдека немаше чекори. Ке беа тоа две слободни фрлања за Филип Ѓоргиевски. Ова е негов 5ти поен. Останемо на 5 поени. Домашниот тим мора да постигне поени за да може да фати приклучок, иако предноста не е голема, 6 разлика, меѓутоа да видиме обите за 3 поени, одново промашување. Во серија промашуваат домашните кошаркари во ударите за 3 поени. Димитриевски. Извореден влез и сега офанзивен скок одново на Филип Ѓоргиевски и тоа ќе бидат повторно две слободни фрлања за овој кошаркар. До крајот на првото полувреме 3 минути и 37 секунди. Два пати промашува Филип Ѓоргиевски, останува 25-19 за гимназијата Јосип Броз Тито. Сега на голема брекотница низ теренот, да видиме што ќе донесе овој напад за Гоце Делчев. Круневски.
И на крајот одново лошо организиран напад, без идеја и нормално мора да ја реагира Далибор Димковски и Мартин Димковиќ, односно да реагира двајцата тренери. Се лути на своите кошаркари, пат во играта на Гоце Делчев во овие моменти. 2 минути 59 секунди до крајот на првото полувреме. 25-19 води Јосип Броз Тито. Се уште ниту една од екипите не успеа да направи некоја поголема разлика во пресред на второто полувреме. Убава атмосфера на трибините во средното училиште Перо Наков во Куманово. Трибините речиси исполнети до последното место, што секако покажува дека љубителите на кошарката во Куманово го сакаат овој спорт и дојдоа да уживаат денеска во овој финале. Нема поени. Еве нова шанса за домашниот тим да ја намали оваа предност. Ѓорѓевски. Нема тројка, биеше Ѓорѓиевски. Мислам дека гимназијата Гоце Делчев нема постигнато поени повеќе од 3-4 минути. Да видиме, гостите не успеваат ни тие. Ова во секој случај послаб делот на преворот. Се игра со многу грешки, со непрецизни додавања. Измена во Гоце Делчев со број 15 играта ја напушта Јаков Мицич, на негово место Стефан Јосимовски. Ѓорѓевски. Тука имаше прекршок. Дали повторно се работи за некоја повреда. На паркетот лежи Филип Ѓорѓиевски, инаку пред 3-4 минути поради повреда во гостинскиот тим играта ја напушти Стефан Василевски. Да видиме сега дали ќе може Филип Ѓорѓиевски да продолжи да игра. Доста прекини во втората четвртина. Една минута и 55 секунди до крајот на првиот дел. Мислам дека секи биде во најдобар ред со Филип Ѓорѓиевски. Ќе може да го продолжи на преорот. Најправен ќе мора малку да се одмори на клупата. На негово место во игра со број 12 за прв пат на денешниот напревар Ѓорѓи Серафимов. Два пати е прецизен Мартин Ѓорѓевски, сега тој е најефикасен со вкупно 10 поени, 25-21 води Јосип Броз Тито против Гоце Делчев. Ова катастрофален удар беше на Филип Димитриевски, помалку нерезонски. Сега
обид на домашниот кошаркар и тој не успева. Да видиме за кога ова топка, за Јосип Бростито. 1 минута и 12 секунди до крајот на првото полувреме. Србиновски ќе мора да го завршува овој напад, немаше среќа во оваа ситуација, топката излезе од обрачот. Ѓорѓевски не успеа Ѓорѓиевски. Ѓорѓиевски. И на крајот успеа, малку насила. Во секој случај поените се запишуваат на неговото конто. 11 кош, 25-23 води Јосип Бростито. Сега мини серија од 4-0 на Гоце Делчев. Димитриевски нема поени, еве шанса за брза контра и тактички прекршок на Димитриевски. До крајот на првиот дел, уште 17 секунди, сосема доволно време да се организира квалитетен напад. Меѓутоа, ќе има сепак две слободни офрлања. Гостите излега од бонусот. Дванаесети поен на Ѓорѓиевски, 25-24. Ова ќе биде неверојатно последниот напад во првото полувреме. Обид за 3 поени биеше Стефан Василевски. Тука е крај на првото полувреме. 25-24 води во финалето на гимназијадата. Почитувани гледачи, продолжуваме со второто полувреме од финалето на гимназијата 2016 година, во кој се среќава гимназија Гоце Делчев и гимназијата Јосип Бростито Скопје. Први поени во второто полувреме со број 7 Стефан Василевски, негов 9 кош, 27-24 води екипата од Скопје. Соколовски Ѓорѓиевски. Ова беше очаен обид. Нема поени. Во второто полувреме покрај мене познатиот кошаркарски работник, тренерот на екипата на Михайловски, господинот Саша Дијановиќ. Господине Дијановиќ, добродојдовте на овој финален напревар. Може да ни кажете вака, кои се твоите први печатоци од оно што го видовте во првиот дел? Добро ве најдовме. Пред се поздрав за вашите гледачи на вашата телевизија. Кои се печатоци? Печатоци се тие што се гледа дека Куманово располага со таленти. Значи има таленти и ова е финален резултат на таа работа што се работи во сите клубови во Куманово. Значи има деца, само треба да се продолжи со работа.
Во меѓувреме прекашок имаше таму за домашната екипа. Да видиме, тоа ќе биде топка од страна. Одново Јосип Broz Tito е имал на најголемата предност од првото полувреме, кој несува 6 поени, сега е 30-24. Соколовски. И да видиме, ова ќе биде судиска топка. По среќа на домашниот тим, тоа ќе биде топка за Гоце Делчев. Соколовски. Чиста позиција за 3 поени, меѓутоа нема тројка. И гостите немаат причина да брзат, имаат барем за сега добар резултат. Димитриевски, ова е големо промашување, бара прекашок, меѓутоа судиите велат дека нема, а судии на денешниот напревар се од Скопје, Николовски и Јовановски. Сега одново грешка, лошо додавање. Фаулираше Антевски, а прекршокот беше направен врз Дамјан Робев, кој досега постигна 2 поени. Еве го сега и тајмаутот. Господин Дијановиќ, баремо она што е евидентно, некако се чини дека играат кошаркарите на гимназијата Гоце Делчев малку во грч и што би се рекло тешко во нападот. Па да, немаат некој напад, немаат напад за агресивната одбрана на гостинскиот тим. Се гледа дека гостите се малку по-физички, по-квалитетни, појаки. И нивната физичка припременост доаѓа до израз овдека и немаат, кошаркарите на Гоце Делчев немаат напад за таа ова. Значи, се оди на индивидуални решења. Се оди на индивидуални решења, што не е што со таква одбрана не може да се реши индивидуално. Ипак тоа се уште дечиња, нема таква кој да ја преземе таква одговорност и да го реши. Таков играч нема во нашава екипа. А од друга страна, во овде гимназијата Јосип Broz Tito има вака доста интересни кошаркари, иако високи, меѓутоа доста подвижни и прецизни. Пази, во противничкава екипа овие дечиња се исто активни кошаркари како што се нашите. Значи, тие се кошаркари соберени од сите скопски клубови, Вардар, МЗТ, така да и тие тренираат кошарка и тоа се покажува и на терен. Да, во секој случај ќе биде интересно до крајот да видиме сегове две слободни офроња. Дамјан Робев, негов трети поен. Еве го и четвртиот и ова е сега најголема разлика во досегашниот тек на преварот за Јосип Broz Tito, кој води со 32-24. И одново лошо додавање. Добра одбрана. Мислам дека треба малку да се смири во нападот, многу брза. Да. Па се гледа уште после прво или второ додавање одма да се заврши на ова. Значи нема стрпление во напад и тоа што се поставува некоја акција, значи треба да има стрпление да се игра на по-долг напад и така и пада и концентрација на одбрана, каде што
грешка е што уште во самиот старт, со самото прво на второ додавање, одма се оди на реализација да се постигне што побрзо кош. А Филип Димитриевски продолжува да го полни кошот на Гоце Делчев, тоа е веќе негов 13-ти поен. Соколовски, и еве одново лошо додавање. Евидентно е во второто полувреме пат во играта на Гоце Делчев, тоа барем за сега максимално го користат гостинските кошаркари, имаат предност од 10 кошеви разлика. Еве нова изворена асистенција. Судиска топка ќе биде за Јосип Ростито. Еден школски влез, школско додавање. Еден школски влез, школско додавање без завршеток. Меѓутоа се гледа дека и од другата страна децава од другата страна се во тренинг, не се само соберени за да изиграат. Тоа е тоа што го кажав ја, тоа е една селекција од сите скопски клубови, МЗТ работнички, така да екипава е доста интересна вака. Двојна измена и играта ја напушти Ѓорѓиевски и Соколовски. На нивно место со број 4 Круневски. Да видиме, ова е нова тројка. Со број 7 Стефан Василевски, него 12 поен и ова е веќе 13 разлика, огромна предност. За вакви надпревари тоа е голема предност. До крајот на третата четвртина остануваат уште 3 минути и 30 секунди. Ова е веќе катастрофална грешка. Забивање со број 10 Филип Ѓорѓиевски, него 7 поен, 15 разлика и огромна разлика. И сега ново лошо одигран напад на Гоце Делчев, кој се уште нема постигнато поени во овој дел од надпреварот. И уште еднаш изворени поени со број 8 на Филип Србиновски, него четврти кош, 17 разлика. Во секој случај, ова е неверојатен пат во играта. Господине Дијановиќ, што треба да се преземе во овој моменти, иако е неблагодарно да се кажува? Што треба да се преземе? Евидентно е дека екипата од Скопје е поквалитетна. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека екипата од Скопје е генерацијски 97-98 година. Нашата екипа Кумановска, генерацијски е 99-2000 година. 2 години разлика, тоа е огромна во кошарка, што е многу значајно и битно. Затоа повторувам, овој успех, без разлика, овој успех и овој со самиот пласман во финалето на екипата на Гоце Делчеве, јас мислам дека е огромен успех. Генерацијски, што другите школи имаат 9-7, 9-8, нашата екипа 7-1 играч, јас мислам дека Ѓорѓи е само 98, овие сите се 99-2000 година деца. Што е за почет. Меѓутоа, оно што е многу важно, барем она што успеавме да го видиме во овој дел на преворот, има идни на кошарката во Куманово, има доста таленти, меѓутоа со кои ќе треба да се макотрпно работи. Да. И ова е резултат, се гледа дека има таленти, има деца, меѓутоа само работа и ништо друго. Прво и најосновно е тие да ја сакаат кошаркара, да сакаат да бидат кошаркари, да имаат една зацртана цел во својот живот, дека сакам да бидам кошаркаш, а
има тренери кои сакаат исто така да работат и мислам дека кога ќе се браво. Тоа е ова е пример. Сега ова промашување е пример на оној однос на генерацијски што го зборува. Значи не е исто да игра 9-7 со 2000 година. Да, и психолошки притисок поголем. Да, во право си. Во секој случај, останува и натаму големата предност, 41-24 за гимназијата Јосип Брз Тито Скопје. 1 минута и 40 секунди до крајот на трета четвртина. Речиси невозможна мисија е ова за гимназијата Гоце Делчев со број 10. Филип Ѓоргиевски, негов 9 поен и дополнително слободно офрлање и шанса неговата екипа да зголеми на 20 кошеви разлика. Само се извинувам Дејановиќ, значи во оваа трета четвртина домашниот тим се уште нема поени. Значи после лошо отварање на второ полувреме, психолошки падна екипата на гимназијата Гоце Делчев, што се одразува и на резултатот. Значи не можеа да постигнат кош. Еве уште 5 минути игра без даден кош. Не, скоро 6 минути нешто. Да. Ќе видиме до крај што ќе биде, меѓутоа повторувам. Тешко достижна предност е ова, меѓутоа во спортот никогаш не смее да се отпишува противникот. На вакви надпревари школски ова е голема предност. Па повторувам, без разлike на крајен резултат, ипак ова е голем успех за гимназијава. Да, ова е неверојатно намерна лична грешка. Еве шанса барем да се намали ова огромна разлика. Односно не, само слободни фруња. Прв поен за Андреј Антевски на денешниот напревар. 44-25. Мислам дека овде имаше и чекори. Тоа судијата не го забележа. Топка за Гоце Делчев. Соколовски. Антевски. Се лизна во решавачкиот момент и ново забивање со број 10. Филип Ѓоргиевски, негов 12 поен. Ѓоргиевски 12, Димитриевски 13, Василевски 12. Тоа е ударната тројка во гимназијата Јосип Броз Тито, која е на пат да стане победник на оваа гимназијада во Куманово. 22 секунди до крајот на овој трет период на преворот. Измена во гостинскиот тим со број 4. Излегува Димитриевски. На негово место со број 5 Никола Цветковски, тој е за пропад на напреворот. И немаше среќа во оваа ситуација. Мартин Ѓорѓевски. Крај на трета четвртина, 46-25. Во секој случај, катастрофално одиграна четвртина, господин Дејановиќ. Па да, во оваа четвртина се виде надмоќ на гостинска екипа и во секој план, на физички, на технички и на тактички план, подобра екипа
без никаква. Добро покриена на сите позиции. Да. Значи, пак кажав, тоа е еден збир таму на деца, тоа е генерацијски постари, што е многу битно, пак ќе кажам. Меѓутоа и сите овие деца тренираат во клубови во Скопје, каде што како ние, како наши што се, меѓутоа таму во Скопје таму се прави селекции по квалитет. Кај нас се прави селекции по години, таму е селекции по квалитет. Така да тој квалитет доаѓа до израз и на оваа утакмица се гледа. Ние очекуваме да започне и последната четвртина од овој напревар, во кој мислам дека веќе се е решено. Гимназијата Јосип Броз Тито ќе стане новиот шампион на оваа гимназијада, но да ги се чекаме и овие последни 8 минути, па да го добиеме конечниот победник. Соколовски, Ѓорѓевски. Соколовски чиста позиција и еве тројка. Први поени за Теодор Соколовски, 46-27. Меѓутоа веднаш се враќаат гостите со број 15 Дамјан Робев, негов 7ми поен и одново 22 разлика е сега. Не успеа таму Антевски. Чиста позиција за 3 поени. Не успеа да поентира Никола Цветковски. Ѓорѓевски. Ѓорѓиевски. Тоа е прекршок. Немаат причина да брзаат гостинските кошаркари. Имаат огромна предност. Сега малку промена на одбраната на Гоце Делчев, играат зона. Фолдиран беше Антевски. Да видиме сега што е тайм-аут, бара гостинскиот тренер Поповски. 6 минути до крајот на напреварот, 49-27, 22 разлика, предност за гимназијата Јосип Броз Тито, која особено во второто полувреме е многу подобар противник и заслужено ја има оваа огромна предност. Јуто господин Дијановиќ е она што радува фактот еве си игра, да кажеме, средношколско финале, меѓутоа публика има во голем број. Како што е рекол и во првото полувреме, едноставно кумановци ја сакаат кошарката, го сакаат овој спорт. Од време кумановци го сакаат овој спорт, посебно кошарка, тоа е од време како Пред 30 години. И повеќе. Така да и знаат, љубителите на кошарката во Куманово и знаат кошарка, не е само да идат на утакмица да присуствуваат, него знаат и вака како ова. Така да ова Имаат сен за кошарка. Да, ова не ме изненадува ова присуство во голем број на публика.
Тоа е нормална појава. Еве Соколовски, одново е прецизен. Нова тројка. Купно 6 поени. И да видиме прекашок врз гостинскиот кошаркар. Протестира домашниот тренер Далибор Димковски, смета дека немало прекашок во оваа ситуација. Судиска двојка на денешниот направар е од Скопје, Николовски и Јовановски. Соколовски. Нема тројка, биеше и Ѓорѓиевски. Ова беше можеби последната надеж да се барем колку толку врати екипата на Гоце Делчев во овој направ, меѓутоа тешко. Еве сега неверојатна тројка. Со број 12 прецизен е Ѓорѓи Серафимов, први негови поени. 52-30. Антевски, добар скок. Тоа се поени, мислам, на со број 11 Виктор Петрушевски, први негови кошеви. Меѓутоа, многу е добро, господин Дијановиќ, да има постојано вакви напревори, не само меѓу средните училишта, туку и да има и меѓу основците во сите градови на Македонија, бидејќи на некој начин тоа ќе биде база за идните потенцијални таленти, односно иднина на кошарката во Македонија, не само на овој спорт, туку и на сите. Значи што повеќе напревари од најраните возрасти, за да имаме квалитетен кадар. Ако сакаме да имаме пред се прво квалитетна репрезентација, која ќе настапува на европски и светски првенства, значи во секој спорт се почнува од нула, значи од основа. Тоа што го кажа, значи вакви надпревари треба да има и во основни училишта, еве во средни училишта, гимназијада, па да се во сите спортови да има надпреварувања, така и да се црпат таленти на вакви надпревари, се гледаат таленти и се прават некои селекции, така да за будуќност на кошаркава во овој случај, а и за сите спортови зборувам. Значи се почнува се од почеток, од основно образование. Да, меѓутоа и она што е најважно, да не зборуваме сега за оние медицински аспекти, меѓутоа што повеќе напревари во основните училишта и во средните, на некој начин ги тераме младите да спортуваат, да не одат по оние лоши работи во животот. Спортот е на некој начин најдобра алатка против тоа зло. Да, ја тоа во неколку наврати сум го кажал и на вашата телевизија. Значи пред се спорт младите да ги усмериме да се занимаваат со спорт, без прво од нивна здравствена причина, а потоа од таа друга што кажа да ги трнеме од улица, што се вика, да не поедат по лоши патишта. Во меѓувреме прекашок врз Ѓорѓевски, 3 минути и 40 секунди до крајот на преворот, 52-35.
Ѓорѓевски, ова е негов 11-ти поен. Еве го и 12-тиот кош. Кога ќе се погледне оваа листа на стрелци во гимназијата Гоце Делчев, само со двајца расположени кошаркари Ѓорѓевски и Ѓорѓиевски, кои постигна 26 поени вкупно и не можеше да се добие денешниот противник. Додека во екипата на Јосип Броз Тито некако поените се порамномерно распоредени, повеќе кошаркари беа прецизни и поради тоа е причината за ова убедливо водство. Па мислам дека Дијановиќ само со двајца, кој што реков, расположени кошаркари и не може да се добие. Едноставно фалеше соработка и на другите играчи од клупа да се колку толку парира на овој реално поквалитетен противник. Добро, на овој надпревар тие двајца малку и си издвајаат и во нашава екипа како по квалитет и затоа дојде и нивната реализација таму 25 коши. Меѓутоа, овие нашава екипа ја гледав ја и до финалето пред, значи сите 5-6 играчи таму што беа во тој ростер од 7-8 играчи, значи сите дојдоа до сакам да кажам до некои поени, значи сите беа расподелени, поените беа рамномерно расподелени и со број 15 и Јантевски и Мицич и дадоа свој допринос за оваа финале овдека. Значи во старосна разлика на години, Да, тоа е клучот. тоа е клучот. Значи старосна разлика на години, физикалија меѓу двете екипи, се гледа и по-физички се по-спремни Скопскава екипа. Значи и затоа не можеа да дојдат другите наши играчи до израз од агресивната одбрана на гостинската екипа, а овие малку што двојат во нашава екипа, тоа е Ѓорѓиевски и Маркин. Значи они си го дадоа своето таму 25 коше колку дадоа заедно. 3 минути до крајот на напреварот, топка е за домашниот тим. Одново на линијата за слободни офрлања ќе биде Мартин Ѓорѓевски. Јас пак ќе кажам, ова е голем успех за гимназија Гоце Делчев. И од друг аспект, што ако ова година на ова гимназијада играа финале и беа втори, а ова иста генерација, значи на наредни 2-3 години ќе игра пак. Да, тоа е реална шанса, да. За разлика од другите екипи, еве финалистот од Јосип Броз, значи оваа генерација веќе до година ја нема. Бар половина играчи од овие што се 97 година ќе ги нема до година. Значи, а оваа генерација на пошто кажав се деца од 99-та 2000-та година има перспектива во нив, значи тоа таму ја гледам шансава на гимназијава за наредниве 2 години за поголем успех. Да, 52-39, 13 разлика. Сега станува интересно да видиме. Мисля дека помина времето за нападот, да. Сега е потребен удар за 3 поени и да гледаме можеби интересна завршница, иако се уште ова е голема предност за Јосип Броз Тито. Одличен контранапад, фаулиран е Филип Ѓорѓиевски.
две промашувања и еве нова надеж за Гоце Делчев, меѓутоа не успеа Мартин Ѓорѓиевски. Мислам дека овдека веќе се е јасно. Гимназија Јосип Броз Тито ќе стане нов шампион во кошарка. Кога беше непотребно, домашните промашуваат за 3 поени. Една минута и 20 секунди до крајот. Во секој случај, напреворот беше решен во трета четвртина, кога гостите направија предност од 20 поени разлика и на некој начин тука придонесе и слабата игра на Гоце Делчев во тој сегмент од напреворот и сосема заслужено на крајот гостинските кошаркари од Скопје ќе слават. Прекршок, 2 слободни фроња ќе има за Христијан Петрушевски, кој има шанса да ги постигне правите поени на преворот. Нема причина да се прави прекршок, бидејќи тоа ќе бидат 2 слободни уфрлања. Дамјан Робев до сега постигна 7 поени. Еве го и 8-миот. Господин Дејановиќ, накратко завршен коментар за оваа средба. Завршен коментар, значи сосема заслужена победа на гимназијата Јосип Броз од Скопје. Значи квалитетот дојде до израз. Пак ќе кажам, нивната физичка припремност што беше клучна за одбраната, каде што не можеше да се постави акција во напад, се идеше на индивидуално решавање на ситуации, каде што за жал не помина. Разликата се направи во трета четвртина, каде со таа агресивна одбрана не можеше 6 минути, Куманово не можеше да постигне кош. И ја мислам дека тука беше решен резултатот. Па повторувам. Значи ова е без разлика на се, ова е голем успех за Кумановската гимназија, бидејќи оваа генерација останува да игра и во наредни 2-3 години. Ти благодарам, крај на преворот, победа 55-40 на Јосип Броз Тито во финалето против Гоце Делчев. Сосема заслужено Филип Ѓорѓиевски 12 поени, Филип Димитриевски 13, Стефан Василевски 14 кошеви. Тоа се најефикасните во гостинскиот тим. Во гимназијата Гоце Делчев, Ѓорѓи Ѓорѓиевски 14 и Мартин Ѓорѓевски 12 кошеви. Почитувани гледачи, тука некаде и крајот на овој финален напревар. Се надам дека уживавте, а вие останете понатаму со програмата на К3 телевизија.